Ima li za jedan Makedonec drugo mesto osvem Makedonije? Ima li narod koji povijek je trpao od makedonskijot? I ima li po-široko pole za работа отколку во Македонија? Должноста на секој родолюбец е да помогне колку се може повеќе. Ние. Знаете кои сме ние? Ние сме селаните, македонското население, народот. Ние нема да правиме политика. Ниту ќе дозволиме други да прават политика со Македонија. Нашата борба, тоа за нас е слобода или смрт. И нема да дозволиме други да решаваат дали да живееме
ili da umreme i koga. To ќе решиме самите. А кога да се прави востание? Ќе реши народот. Слушам кај шума, шумите, буките. Слушам кај шума, шумите, буките. Слушам кај шума, шумите. Плачам за војводата, капитано. Слушам кај шума, шумите. Плачам за војводата, капитано. Drugari, veri, drugari, drugari, koga ni selo minete, minete, koga ni selo minete, so konji da ne tropate, ne tropate, so konji da ne tropate, so puški da ne frlate, ne frlate. Има ли народ кој толку многу тргал од своите синови и изроди како македонскиот? Да чуваме чистотата на револуционерното движење и на организацијата. Тоа е прв услов за успех. Napeđe to
Моралната револуција, револуцијата во умот, срцето и душата на еден робски народ е најголемата задача. Ние треба да бараме вера за успех на борбата во себе си и во другите. Ако ја нема, треба да ја создадеме, а ако има, треба да ја разбудиме и да го разгориме огнот на борбата. Dojde vremena urijeto, 908 godina, dojde vremena urijeto. Veter Duna osam bola, veter Duna osam bola, veter Duna osam bola, carosana od prestola. Veter Duna osam bola, carosana od prestola. Šukri paša na stol sedi, Šukri paša na stol sedi, na stol sedi, kafe pije, zbor zboruje. Na stol sedi, kafe pije, zbor zboruje. Poslušajte, Solunčani, poslušajte, Solunčani, zberete se na meč visok, dajte izim na urijeto, dajte izim na urijeto, da se vrata tvoji vodite. Stojan si nema,
светот има силни и слаби. Силните господарат со слабите. Ама нема ништо поубаво од тоа да се осознаеш себе си како човек, да станеш силен и да се бориш за слабите. Бродиме потемно низ Македонија за да се подготви изгревот на сонцето на татковината. Сонцето на слободата да ги осветли, да ги стопли нашите измачени браки.
Ослободувањето на Македонија лежи во внатрешно востание. Кој мисли поинаку да ја ослободи Македонија се лажи и себе си и другите. А кој може сега да крене востание? Ако можеше востание да се крене со 40 души, Македонија одамна ќе беше слободна држава. Бидејќи тоа не е можно, а треба народ, што треба се прави? Треба тој народ да се разбуди од 5 вековниот сон, кој го има направено македонецот доста дебел во сознанијата на човечки права. И ако не целиот народ, барем дел од него, зашто ако не се случи тоа, а се крене востание, ќе биде жално за народот. Жално зашто бадијала ќе се изгубат најдобрите синови на Македонија. Едни по замдани, други по бесилки. Ќе се остават млади и невини девојки под жестокоста на страстите, на дивјакот и најпосле. Ќе се остават 5 годишни деца и 70 годишни старци под јатаганот на азијатецот. А за сето тоа, виновникот ќе биде одговорен и пред совеста, и пред народот, и пред историјата. Работете, господа. Работете, ама со малку повеќе ум во главата.